Здраво на сите, сум Стефан и добредојавте во моето видео во кој ќе зборам за најдоброто апче за слабење. Значи, ова видео е за тие што едноставно не сакаат да ја променат исхраната. Тие што едноставно цело време ми коментираат и ми пишуваат: Стефан, јас сакам да ослабам, но кога ги прашувам што се хранат, па идам во пицерија, па идам по ресторани, па идам во Силбо да јадам гевреци итн. Тоа не успева. Значи, генерално, вие ако сакате да останете, треба да јадете што е возможно поздраво. Што значи тоа? Тоа значи колку што е возможно понепроцесирано. Значи, ако вие земете јаболка и ја блендирате, тоа е процесирање. Ако вие тоа блендирање ги трнете и го почнете да го варите, тоа ќе станува пире. Ако тоа пире иде се исуши и станува концентрат, се лоши итн. И колку повеќе вие го процесирате, толку повеќе му се губи вредноста и толку повеќе калориската вредност му се зголемува. Едноставно, вие треба да разберете дека треба да јадете понепроцесирана храна. И тоа е најдобриот начин што вие можете да направите за да останете, да бидете во калориски дефицит. Не велам вие веднаш да ги откажете сите тие убави работи, но едноставно ако вие сте зависни, треба да најдете добра замена. Ако јадете чоколади многу, ставите темно чоколада. Ако јадете леп, ставите интегрален леп. Значи, ако јадете, не знам, пица, правите си дома, значи контролирате ги калориите. Следете што правите во текот на денот. Ама тоа е тешко, па извинете, ама нема ништо лесно, нема така едноставни работи во животот. Ако мислите дека топењето масти е тешко, ајде израснете деца да видиме по правиот пат, па да видиме колку е тоа едноставно, да речеме. Значи, треба да имате цели во животот и нормално треба да знаете како. Ако не знаете како, не трошите пари, не знам, по фенси теретани, веќе бидете со тренер. Да, ќе ви кошта пари, но тоа пари ќе ви биде, да речеме, за 3-6 месеци ќе ви се исплати. За трудот што е вложен, секад се исплати. Нормално ако човекот слуша и ако гледа дека едноставно човекот се труди за него. Луѓето што едноставно не го разбираат тоа, нема да имаат никакви резултати. Значи, ако вие исхраната не верувате, ако не вежбате и ако не спиете редовно 6 до 8 часа и ако не пиете доволно вода, речем 2 до 4 литра, нема ништо да постигнете. Џабе ви се сите апчиња на светот, џабе ви се сите, не знам, термогеници, клембутероли, сите DMP, сите сето тоа. Значи, ако имате проблем со едноставно со емотивно прејадување, работете со психолог, едноставно направете нешто, правите подобро него да правите, не знам, се откажувам, лево десно, Стефан, сакам да ослабам, ама сакам да јадам кекси благо, тоа не бива. Значи, може да функционира, но гледам дека луѓето колку повеќе сакаат да мамат, него повеќе тоа што кажем. Значи, ние препорачуваме 80-20 правило, но генерално луѓето секад гледаат да е 50-50, не 80-20. Така да, едноставно уживајте во тоа, сакајте го, ќе добиете резултати. И нормално ако имате социјална поддршка, што исто така битно, значи ова не е дискриминација кон луѓето што сакаат да ослабнат, но ако имате пријател кој е дебел, нормално дека вие ќе јадете исто како него. Ако сакате да бидете како него, вие треба да бидете со него, значи треба да правите како што он прави, треба да ги правите истите работи. Ама јас не можам, стомачето ме боли, ама вака, онака. Бидете посилни од вашето изго. Значи, во животот ќе имате потешки предизвици, него да кренете 200 кила, 50 кила итн. Значи, тука имате предизвик, да, но генерално има потешки предизвици. Замислете на некој што нема ни парче леб, нема ни ништо на светот, а вие се жалите за тоа што едноставно не можете да промените исхраната. Бидете посилни од вашето изго. Тоа е мојата порака до вас. И се гледаме до наредниот пат. Ако имате прашања, слободно поставете ги, лайк, шер, субскрайб и поздрав!